Стил на говорење. Помеѓу важните елементи кои треба да бидат исполнети за еден говор да биде убедлив е стилот на говорење. Истиот се состои од неколку критериуми кои се важни и кои на крајот може да доведат до победа на тимот на говорникот кој правилно ги употребува. Станува збор за следниве елементи на добар дебатерски говор: брзина на говорење, висина на тонот, вибрација на тонот, јасност, контакт со очи и гестикулација. Брзина на говорење. Во вокалната презентација говорникот прво треба да внимава на брзината со која зборува. Станува збор за говор кој е доволно динамичен со цел да не ги оптоварува слушателите, а воедно и не е премногу брз и сите слушатели можат лесно да ја разберат поентата и идејата на говорникот. Висина на тонот. Доколку настапувате во помала просторија, например училница, или ако говорот е насочен кон помала група на луѓе, треба да зборувате со не многу висок тон, на висина од секојдневните разговори. Доколку настапувате во некоја поголема просторија, хала, собрание и слично, или пред поголема група, публика, треба да зборувате погласно со цел да го задржите вниманието на присутните. Вибрација на тонот. Варијациите на говорот му придаваат динамичност на истиот. Доколку целиот говор е презентиран со иста висина на тонот, многу лесно се создава монотонна атмосфера кај публиката. Јасност. Говорниците треба да се придржуваат до правилото јасно и недвосмислено да ги презентираат ставовите и идеите. Говор треба да биде составен од кратки и јасни изјави, што ќе овозможат идејата да биде пренесена до слушателите. Избегнувајте употреба на многу сложени зборови. Избегнувајте користење акроними, доколку користите технички поими. Објаснете ги и не употребувајте реторички прашања. Контакт со очи. Лицата кон кои е насочен вашиот говор, публиката, противниците, од вас очекуваат да им се обраќате додека трае вашиот говор. Гледате во определени индивидуи кои го слушаат говорот и се обидувате да го задржите погледот определено време, вообичаено од 5 до 30 секунди. Гестикулација. Неважното правило поврзано со правењето одредени гестови е бидете природни. Сите гестови како е обично движење со раката, покажување со прст, промена на израз на лицето и слично.